Стапката на задолженост на корпоративниот сектор во Македонија лани се зголеми до нивото од 70,6% од бруто домашниот производ, наспроти 69,8% во претходната година. Таа и натаму е под изведениот праг на ранливост, но го надминува просекот на задолженоста во изминатиот 10-годишен период, откриваат податоците на Народната банка објавени во новиот извештај за финансиска стабилност. Американска бомба од Втората светска војна експлодираше на јапонски аеродром, која била закопана под патека што ја поврзува аеродромската зграда со пистата на аеродромот. Експлозијата остави голем кратер и доведе да се откажат повеќе од 80 летови, но нема повредени, соопштија јапонските власти. Во моментот на експлозијата на аеродромот Мијазаки во југозападна Јапонија немало авиони во близина, соопштија властите, додавајќи дека е во тек истрага зошто експлодирала бомбата тешка 225 килограми. Видеото снимено од надзорната камера на воздухопловното училиште во близина покажува како експлозијата фрла парчиња асфалт во воздух. Леди Гага ги откри своите потенцијални планови за венчавка. Во забавно шоу Гага сподели дека таа и нејзиниот вереник Мајкл Полански имаат неколку едноставни идеи за нивниот голем ден. Всушност зборуваме за тоа да одиме во матичар само ние двајца и да нарачаме кинеска храна, рече Гага. Но, знаејќи ме, може да стане како циркус со еднорози, додаде таа на шега. Тајфунот Кратон го погоди јужниот дел на Тајван, кој со денови се подготвуваше за тој удар, а силниот тропски циклон уби 2 лица, а повеќе од 100 се повредени. На тајфунот му претходеа силни ветришта со брзина од 126 км на час со налети до 162 км на час и силен дожд. Тајфунот Кратон удри на копно во близина на областа Ксиаоганг во Каосиунг околу 12 часот и 40 минути по локално време. Училиштата и канцелариите на островот се затворени од вчера, а жителите на јужниот пристанишен град Каосиунг се повикани да се евакуираат. Тајфунот донесе обилни дождови и силен ветер. Неодамна на TikTok се појави нов тренд кој го налути Балканот. Имено, тиктокерите, претежно од Америка, почнаа да ги објавуваат своите верзии на балканскиот појадок, во кои додаваат состојки како ајвар, крем и зеленчук, но патем му прават и незамисливи работи на Балканот, како што е потопување краставица во ајвар. Многумина им се пожалија на американците дека штотуку откриле зеленчук или дека конечно откриле здрава исхрана. Сега некои американци се жалат во своите објави дека претрпеле неочекувани последици од оброк богат со влакна. Откако изедов балкански појадок полн со зеленчук, не престанувам да одам во тоалет по цел ден. Моето тело не е создадено за толку влакна одеднаш, се пожали тиктокерот Роб во своето видео.